Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Како алкохолот влијае врз здравјето и работата на срцето? Постојат ли безбедни количини алкохол? Дали една чашка ракија ќе го намали или пак зголеми крвниот притисок? Ќе ја забрза ли работата на срцето? Што е со оние лица што имаат преживеано инфаркт? Смеат ли да конзумираат алкохол? Дали алкохолот доаѓа во интеракција со лековите за срце? Имаме бројни прашања кои што денеска ќе ги упатиме на доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Следува интересно издание, ќе искоментираме неколку студии кои што се однесуваат токму на оваа проблематика, а ќе можете да се вклучите и вие со ваши прашања во програма. Останете на Телма. Ниту една прослава кај нас, како што е раѓање на дете, слава, свадба, не може да помине без поголемо конзумирање на различни видови алкохолни пијалоци. Но како алкохолот влијае на срцето, ќе го запрашаме денешниот гостин, доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре ни дојдовте во денешната емисија и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Денес имаме интересна тема, бидејќи сите знаеме како прекумерното конзумирање алкохол е штетно по здравјето. Но од друга страна постои уверување дека мали количини алкохол го штитат срцето и може да го намалат ризикот од кардиоваскуларни болести. Има студии кои што го потврдуваат ова. Исто така познаваме луѓе кои што имаат хипертензија и тврдат дека една чашка алкохол, една чашка ракија им го намалува крвниот притисок. Па сега, докторе, каде е вистината? Има ли вистина во сето ова? Повеќе дилеми отколку вистини. Реално, доскоро и официјалната медицина и кардиолошките асоциации алкохолот го препорачува како превенција од кардиоваскуларни заболувања. Значи, тоа не е толку далечна иднина. И самите кажавте, има бројни студии кои што го поврзуваат алкохолот со намалување на вредностите на штетниот холестерол, зголемување на вредностите на корисниот холестерол, што делува на спречување на развојот на артериосклерозата. Меѓутоа, по повеќе години дебати, анализи на тие големи студии, кршење на копја, крајниот став е дека не се успева да се добие цврст доказ дека алкохолот е корисен во толкава мера за здравјето, за да се препорача да се пие, за да се превенираат срцеви заболувања. Значи, ќе се повторам, не да се користи како превенција на срцеви заболувања. Значи, тоа не значи зелено светло никако за тоа би значило, ако пиеме, да пиеме не од здравствени причини, него знаеме, како што рековте, традицијата е ние наздравуваме со алкохол, живели на здравје, очекувајќи дека тоа ќе ни го подобри здравјето, или една паралела го споредуваме со овошјето. Народот наш знае да каже, едно јаболко на ден го држи докторот надвор од вашиот дом. Истото го кажуваат и за алкохолот. Реалноста е дека корисните ефекти на алкохолот повторно се должат на овошјето. Виното, например, еве, постои уведување дека црвеното вино е поздраво од белото вино или од другите врсти на алкохол, затоа што има антиоксиданси, кои антиоксиданси токму помагаат да се спречи развојот на артериосклерозата. Но на крај антиоксидансите доаѓаат од грозјето. Па велиме, ако сакаме да го имаме корисниот ефект, подобро е да јадеме грозје отколку да пиеме вино. За да не бидам погрешно разбран. Ставот е дека повеќето луѓе немаат штета од алкохолот, а за корист понатаму останува дебатата отворена. Значи, зборуваме за малите количини, за конзумирање мали количини. Сега доаѓаме до тоа количината. Колкава количина? Колку алкохолни пијалоци дневно би можеле да се конзумира, да се испијат? Значи, штета нема да има доколку умерено консумираме алкохол.
Што би значило тоа умерено? Тоа сите не интересира и затоа сега ќе го објаснам подетално. Асоциациите кардиолошки, повторно се повикуваме, пошто темата е кардиолошка, излегуваат со различни размислувања, но на крај генерализирано имаат еден заеднички став дека консумирањето до 14 дози единици на алкохол во текот на една недела не би требало да има штетно влијание по здравјето на луѓето. Сега што е една единица? Така, што единица го претвориме тоа во чашки, да се најдеме кој колку се придржува кон тоа. Една доза на жесток алкохол, наш традиционален, ракија, кој сака пие виски, бренди, конјак. Значи тоа што има 40% алкохол е околу 40 милилитри. Една единица, една доза. Кај пивото е 330 милилитри, затоа пивата се направени помалите, значи тие не нашите од 500 милилитри, него збориме од 330, тоа е една доза на алкохол. Кај виното тоа е околу 130-140 милилитри чашка вино, затоа што тука процентот на алкохол е помал. И во принцип тоа се најчестите пијалоци. За да олеснам, полесно да направиме математика, дневните препорачани, се извинувам, нема препорака за алкохол, меѓутоа дневното ограничување, да, ограничување, добро, би било кај мажите до 2 единици алкохол, кај жените една единица, мада има земји кои што се обидуваат да ги изедначат мажите и жените, што сега за сега е неприфатливо. Има повеќе причини зашто жените помалце поднесуваат алкохол. Сега ако тие 14 единици ги распоредиме неделно. Сега одма ќе видите дека дозата што е, да речеме, што не е штетна е помала. Затоа што препораката вика барем 2 дена во неделата да имаме да бидеме без алкохол. Значи некој период во неделата кога нема да имам потреба организмот да го метаболизира алкохолот. А ако велиме дека дневно не треба да консумираме повеќе од 2 единици, тогаш за мажите остана неделно 10 единици. Веројатно таа безбедна доза која што не би имала штетно влијание по здравјето, може би е нешто помала. Меѓутоа, во овие рамки, ако се консумира алкохол, не се очекува штетно влијание. Споминавте дека жените се почувствителни кон алкохолот во споредба со мажите. Во прашање е метаболизмот. Објаснето е зошто е тоа така? Метаболизмот е во прашање. Телесната тежина, хормонските влијанија. Видете, сите знаеме препораките. Велат без алкохол кај бремена жена. Од друга страна, нели зборуваме, алкохолот не е штетен, алкохолот е корисен. Сакаме да оправдаме, меѓутоа многу препораки се јасни. Велиме, немојте да пиете кога возите. Зашто е тоа така? Затоа што алкохолот влијае на концентрација, во принцип на рефлексите. Делува депресивно на централниот нервен систем. Ја успорува реакцијата, моториката. Сите сме свесни дека прво тоа што го препознаваме е влијание на говорот. Тоа што не го гледаме е дека алкохолот делува на секоја клетка во човековиот организам. Прави дехидратација. Ја повлекува водата од клетките. Значи, влијае како диуретик. Не е диуретик. Споредбата има, например, еве за пивото. Сите што пијат, ако внесат поголема количина, знаат дека стимулира диуреза. Виното и жестокиот алкохол во поголема количина. Истото го прават, дури старите наши се искусни. Велат кога пиеш, кога ќе почувствуваш потреба да појдеш во тоалет, тоа значи дека веќе си испил доволно алкохол. Време да се значи, запре. нивното искуство ги довело до многу логични размислувања. Па затоа велат, кога пиеме алкохол, треба да пиеме повеќе вода. За да овозможиме рехидрирање на телото, на клетките.
да се вратиме повторно на корисниот ефект. Може уште малку, па пред да преминеме како влијае на срцето една чашка алкохол? Ајде директно да кажам. Еве, дали една чашка алкохол секогаш ќе го намали крвниот притисок и како влијае на фреквенцијата, односно на работата на срцето? Во принцип една чашка, првите 6 часа. во една чашка алкохол нема да има никакво штетно влијание по здравието на организмот. Тоа е дефинитивно, значи збориме дека тоа е количина која што не може да предизвика штета. Проблемот е кога таа количина е поголема и кога е хронична. Значи се повторува. Знаеме што е акутно алкохолно пијанство. Значи и за тоа се погрижиле да измерат врз основа на физиологијата на човечкиот организам, па велиме ако во период од час до 2 консумираме повеќе од 8 единици на алкохол, ние сме алкохолизирани. Без обзир што нели во народот постои тоа размислување, има некој што подобро поднесува алкохол, некој што помалку поднесува алкохол. Тоа е така затоа што организмот на некој начин се труди да се прилагоди. Значи тие што пијат повеќе алкохол, Организмот се навикнал. Па црниот дроб е лабораторијата преку која алкохолот се чисти од крвта. За да се прилагоди на таа ситуација, ензимските процеси се забрзани, зголемени и затоа побрзо го чистат алкохолот. И некој гледаме може да испие повеќе, да не се опијани. Но затоа велат истиот тој што порано можел да поднесе многу алкохол, сега се опијанува од една доза на алкохол. Тоа значи дека ја истрошил јетрата, црниот дроб е веќе оштетен и не може да го метаболизира алкохолот. Жалосно е да се доведеме во таква ситуација, бидејќи црниот дроб е буквално централна лабораторија на организмот, се поминува преку него, витално многу важен орган, без кој не можеме да живееме. Докторе, вела дека алкохолот има двојна улога кога станува збор за крвниот притисок. Дали секогаш на почетокот го намалува, а потоа го покачува? Секогаш ќе бидат тие две состојби Значи збориме за дозата. проследени една со друга? За дозата збориме. Значи една чашка нема да направи никаква разлика, нема Една најнапред чашка да нема да го симне направи притисокот, разлика. па по 6 часа да речеме да го качи. Збориме за алкохолизираност. Кај алкохолизираност доаѓа до анестезирање на организмот. Буквално терминот е тој. Може да доведе до пад на крвниот притисок, може да доведе до успорување на срцевата работа. Збориме за алкохолна интоксикација, труење со алкохол, кое што може да заврши со смрт. Директно штетно дејство на срцето, директно штетно дејство на мозокот, на централниот нервен систем. Оние што се здрави велат мене алкохолот не ми создава никаков проблем, но некои истражувања велат дека секоја чашка алкохолен пиелок што е испиена го зголемува ризикот во текот на денот да дојде до неправилна работа на срцето. И сега тука има некои проценти, кај колкав дел од здравата популација тоа би можело да се јави. Сериозен ризик ли е тоа? Неправилна работа на срце? Сериозен ризик е ако се пие во неумерени количини. Секогаш во позадина е дозата на внесениот алкохол. Постои јасна врска помеѓу неумерено консумирање на алкохол и зголемениот крвен притисок. Значи тоа е докажано, тука немаме дилеми. Луѓе кои што пијат неумерено алкохол имаат зголемен ризик за да развијат хипертензија, зголемен крвен притисок. А знаеме дека зголемениот крвен притисок е во основа на артериосклерозата, на срцевиот инфаркт, на мозочниот удар. Значи, еден од механизмите кои што доведува до трајна инвалидност кај луѓето. Ја спомнавте аритмијата. Исто докажано дека кај здрави луѓе консумирање неумерено на алкохол хронично го зголемува ризикот од развој на неправилна срцева работа, аритмија. И тоа обично се во прашање тахикардија, забрзана срцева работа, која што
понатаму во животот со прекин на консумирање на алкохол може целосно да престане, значи да не се повторува. Меѓутоа, повторното земање на алкохол може да биде повторно сега еден тригер, еден механизам кој што ќе ги предизвикува тие аритми. Алкохолот директно може да доведе до оштетување на мускулот на срцето. Збориме за миокардиопатија, каде што се штетува пумпата во толкава мера да имаме слабост. Се проширува срцето, така? Се проширува, ослабува, се губи силата на срцето да испумпува, бидејќи срцето е пумпа. Таа ја префрла крвта од десната на левата страна, прави дотор до сите витални органи и сега таа пумпа кога ќе ослабне, сите процеси во организмот се засегнати. Докторе, алкохолот има директно токсично дејство врз срцевиот мускул? Директно, Значи, директно ако е го во штетува. токсични количини. Ако е во токсични, ако е Значи, збориме во големи неумерени, се количини. враќаме пак на А што е со количината. умерената консумација? Ќе направи проблем? Значи, умерената консумација велиме дека кај најголемиот број на луѓе не се очекува да има штетно влијание. Така да велиме не препорачуваме да пиете од здравствени причини. Значи, никој нема да ве советува, ако не пиете, почнете сега да пиете за да бидете поздрави. Ме сваѓате? Така. Меѓутоа, ако пиеме, треба да знаеме кои се тие количини кои што нема да направат штета. А, докторе, што е со следнава ситуација, што често се случува дури и кај нас, кога се пие интензивно за време на викендите? Значи, не се конзумира алкохол воопшто во текот на работните денови, но викендот, кога е време за опуштање, за забава, тогаш алкохолот стапува на сцена. И тука доаѓа до еден синдром кој што е наречен синдром на постпразнично срце. Што е тоа? Тоа е алкохолизираност. Мора да се насмееме. Видете, дневните дози се јасни. Збориме за 2 дози алкохол, кај мажите 1 доза, кај жените. Ако внесеме поголема количина, тогаш внесуваме повеќе од таа доза која што е, да речам, безбедна за организмот. Пак ќе се повторам, ако ние испиеме 8 чаши жесток алкохол или 8 пива или 8 чаши вино, ние сме алкохолизирани. И последиците што ги чувствуваме е од влијанието на алкохолот. Значи, постпразничното срце всушност Јас е имам така. пациенти кои што велат, докторе, ја ќе се напијам 1 чашка алкохол и се чувствувам толку весело, толку опуштено и света. Значи, 1 чашка е доволна за да го има тој ефект на алкохолот. Некој што тоа му е пракса, кој што пие секој ден алкохол, ќе му треба поголема доза за да го почувствува истиот тој ефект, затоа што организмот едноставно се прилагодува на влијанието на алкохолот. Значи, не менува многу дали во големи количини ќе се зема алкохол секојдневно, или само да речеме за време на викенд. Последиците би биле исти. Секогаш. Не, видете, последиците се разликуваат затоа што имаме акутно алкохолизирана состојба и имаме хронично пијанство. Кај хроничната алкохолизираност штетата е далеку поголема, затоа што видете, резервите на организмот се многу големи. Еднократно или неколку пати во неделата или во месецот е едно оптеретување за организмот, друго оптеретување е секојдневно. Како да ви кажам, тоа е како со храната. Ние, не знам, цел ден нема да јадам и ќе седнам вечер и ќе изедам како за цел ден. Тоа е оптеретување за организмот, така. Затоа што тоа треба организмот да го сега процесуира, да обработи храната, да ги извлече корисните материи, да ги достави сегде, а тоа што е непотребно да го исфрли. Исто и со алкохолот. Ние ако цела недела не пиеме алкохол и во еден ден го испиеме целата количина за недела, тоа е оптеретување за организмот. Ако тоа го правиме еднаш неделно, е нешто што, ајде, организмот ќе се обиде да се избори. Меѓутоа, ако го правиме секој ден, тоа е веќе Проблем. голем проблем за организмот. Ајде да проговориме за лицата кои што имаат преживеено некаков проблем со срцето, како што е срцевиот инфаркт. Што се советува кај нив? Тука е пристапот индивидуален.
се зависи од степенот на оштетувањето. Имаме пациенти каде што вградуваме стентови заради запушена стесната артерија, каде што нема трајно оштетување на мускулот. Значи, кај нив функцијата на срцето е очувана, така да количината на алкохол, која што може да внесуваат, е малтене иста како и некој што нема проблем здравствен. Ако инфарктот е проследен со одумирање, оштетување на поголем дел од мускулот, тоа доведува до слабост на помпата. Тука веќе драстично се разликува состојбата, затоа што тука веќе и помали количини на алкохол може штетно да влијаат на мускулот. Секогаш пациентот мора да се консултира со својот доктор, да врз основа на неговата здравствена состојба добие информација во која количина би можел да внесува алкохол, а да не биде штетно по неговото здравје. Ајде да искоментираме една студија со не секојдневни резултати, би рекла, кај пациенти по срцев удар. Вели, смртните случаи биле помали за 42% кај мажите што конзумирале алкохол во умерени количини, отколку кај мажите кои што воопшто не пијат. Заклучокот е дека мажите кои пијат 1 до 2 пијалока дневно имаат најголем процент на опоравување после првиот срцев удар. Ваков резултат ретко кој би очекувал, докторе. Видете, значи не знаеме. Што сега ова значи? Дали она што пиеле треба оние што пиеле претходно не треба да престанат по ова? Вела дека овие резултати не важат за жените. Ова се само за мажи. Има најразлични студии, но ова имаше навистина неверојатни резултати. Имаме многу студии. Прашањето е во науката секогаш се прави споредба и се валидира веродостојноста на тие резултати. Дали е опфатена соодветна популација, збориме број на луѓе, која возраст е тоа, дали имаат некои здравствени проблеми, дали имаат здрави навики во исхраната, здрави навики во животот во смисол на движење, стресови и сето тоа. Видете, бројни обиди се направени да се поврзе алкохолот со корисноста на кардиоваскуларното здравје. Се уште немаме цврст доказ, валиден, научно потврден, кој што би го препорачал алкохолот како начин за превенирање на кардиоваскуларни заболувања. Затоа велам, тоа е отворено за дебата. Збориме за нешто што е општо прифатено во светски рамки. Значи не наздравуваме само ние. Цел свет наздравува со алкохол. Нормално тоа се навики, меѓутоа во принцип ние го чувствуваме дејството на алкохолот како благопријатно. Нормално ако пиеме умерено. И затоа и нема да се откажеме, затоа што немаме штета, меѓутоа за корист да имаме, немаме за тоа цврсти докази. Ќе ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани, емисијата е контактна. Од овој момент телефонскиот број ќе биде испишан на екранот. Зборуваме за влијанието на алкохолот на кардиоваскуларното здравје, пред се на работата и здравјето на срцето со доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница. 8 септември и искоментиравме неколку интересни податоци, неколку интересни студии кои што се поврзани со здравјето на срцето и алкохолот. Секако има и такви кои што велат дека не смее да се внесе ниту една чашка алкохол, бидејќи алкохолот предизвикува повеќе од 200 болести, меѓу кои што се и карциномите. Така што навистина има поделени ставови и токму поради тоа е интересна дискусијата на оваа тема. А докторе, што е со лековите кои што се наменети за срце? Дали оние кои што сакаат да се напијат една чашка алкохол би го имале ефектот, посакуваниот ефект од лекот кој што има препишан од страна на кардиологот? Лековите што ги користиме за контрола на притисокот, за контрола на неправилната срцева работа, за контрола на мастите,
Сите тие се метаболизираат во поголем дел преку црниот дроб. Ке подсетам, и алкохолот се метаболизира преку црниот дроб. Во зависност од количината што се консумира, може да има себно дејство помеѓу алкохолот и лековите. Тука се и лековите за контрола на згручувањето на крвта. Значи, тоа е една хронична терапија која што ја даваме на пациентите за да помогнеме да го подобриме здравјето и да превенираме некои нови настани во текот на животот. Алкохолот, ако се консумира умерено, не би требало да предизвика проблем со лековите. Меѓутоа, сега, секој пациент е индивидуален. Докторот што го води пациентот знае дали пациентот има проблем со црниот дроб, дали има болест на црниот дроб. Тоа веќе е плюс момент кој што би значил дека алкохолот, лековите ќе имаат заемно дејство. Па лекот може ќе има зголемено дејство, може ќе има намалено дејство. Затоа велиме, не е забрането да пијат алкохол. Меѓутоа, према здравствената состојба, мора да разговараат со својот доктор која е таа количина која што на нив нема да им пречи. Затоа што има пациенти, лично искуство кажувам, кои што велат, добро докторе, ја не ги пијам лековите со алкохол. Значи пациентот смета дека ако направи растојание, го направи временско растојание меѓу консумирање на алкохол и лекот, дека нема да има заемно влијание. Вистината е дека сите лекови што ги препорачуваме, 99% се со 24 часовно дејство. Или ги дозираме еднаш на ден или два пати во денот. Целта е секогаш да имаме ефикасна концентрација на лекот цел ден. Така да он алкохолот кој ќе го испие, лекот не исчезнал. Меѓутоа мудро од нивна страна, барем знаат, не го пијат заедно со лекот, затоа што првото поминување низ црниот дроб да не се сретнат заедно, пошто тогаш е најголемо влијанието. Така. Затоа велам, секогаш е во прашање количината на алкохолот што ја внел во случајов пациентот, сега збориме за пациенти, неговата здравствена состојба и дали толерира во колкава мера може да внесува алкохол. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Добар ден, поздрав до докторот и до вас, водителката. Ви благодарам. Имам едно прашање до докторот. Јас имам ладни нозе и треба да пијам ракија по една чашка, ама имам низок притисок. Дали ќе го намали притисокот или да почнам да пијам една чашка ракија? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е исто така едно народно убедување дека ракијата ќе забрза циркулацијата и ладните нозе ќе си ја вратат посакуваната температура. Има ли логика се тоа, докторе? На приказката со јаболката. Да, верувам дека ниту еден доктор не би препорачал терапија. Видете, значи алкохолот, размислувањето, верувањето и некое логично објаснување кое што покушаваме да го најдеме пациентите и докторите е дека алкохолот во мала количина ќе направи вазодилатација, дека ќе ги расшири крвните садови и дека ќе обезбеди подобра циркулација. Меѓутоа, не постои таква медицинска индикација. Нема да најдете официјална препорака каде што вели, како што кажа пациентката, една чашка алкохол дневно ќе ви ја подобри циркулацијата. Значи, господјо, не можеме да го решиме проблемот на ладните нозе со пиење на една доза на алкохол во текот на денот. Верувам дека докторите веќе ве прегледале што е проблемот за влошена, дали е влошена циркулација, можеби не е влошена циркулација, можеби е конституција во прашање, затоа што функционирањето на крвните садови е поврзано и со нашиот нервен систем, вегетативниот нервен систем, симпатикус, парасимпатикус, па доведува до можеби спазам на крвните садови,
Имаме така наречен Рейно синдром, Рейно феномен, каде што организмот реагира со грчење, спазам на капиларите, на малите крвни садови, што се решава со медикаментна терапија. А како што ја разбрав господјата, има низок притисок, така да секое консумирање на алкохол може дополнително да влие на притисок. Аха, значи оние кои што имаат низок притисок и се напијат една чашка алкохол, може да очекуваат да им се намали уште повеќе притисок. Значи, тоа не е правило, тоа е како со кафето. Так. Кај некој консумирањето на 1-2 кафиња во денот нема никакво влијание. Има луѓе кои што по пиење на една доза кофеин чувствуваат вознемиреност, тахикардија, им влие на притисокот. Значи, организмот не реагира на исти начин. Јас пак ќе кажам, пациентка вели, пијам пола чашка узо и сум весела, расположена. Така да влијанието на алкохолот е индивидуално. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Ало? Повелете, во програма сте? Ќе ве молам. Жена, јас ќе испадна малце од темава. Жена ми пред 20 дена направи коренографија на срцето. И од тогаш навајкај на истата рака кај што правеше трите прсти невозможно ја болат и се вкочанете и не може да ги мрда. Така. Дали има некаква помош да можеме... Дали има некаква поврзаност и што може да се направи? Ви благодарам за вклучувањето во програмата. Точно излеговме малку од темата, но и ве, докторе, можете да дадете некаков совет. Вообичаено да се јави вакав тип на болка по коронарографија кој што се прави? Во најголемиот број од случаи ние кога правиме коронарографија боцкаме артерија на раката. Предпоставам дека е случајот исто и со господјата. Ако има проблем, господине, со движењето на прстите и вкочането, тоа не сугерира проблем со циркулацијата, со крвотокот. Обично боцкаме артерија радијална која што е далеку од нервите. Во случајот ако е боцкана улнарната артерија која што е непосредно поблиску до нерв, ако евентуално е боцнат повреден нервот па да се јави таков проблем, мора да појдете на доктор кој што ќе констатира што е проблемот. Лично не очекувам дека е проблемот со боцнатата артерија. Може би нешто друго, може би оток, кој што врши притисок на нервот, па заради тоа има проблем со укоченост, односно не може да ги движи прстите. Значи мора се направи дополнителен лекарски преглед. Во принцип, значи ова е ретка ситуација. Во голем број коронарографии сме имале случај, например, на создавање на тромб, вручување во артеријата, меѓутоа проблем кој што обично не се манифестира на циркулацијата, бидејќи раката има повеќе крвни садови кои што ја презема таа функција. Така да ваква ситуација со укоченост на прстите лично не сме имале во нашиот кардиоваскуларен центар. Уште двајца гледачи очекуваат вклучување во програма, ќе им дадеме можност да го постават прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до почитуваниот доктор, кого многу го почитувам, бидејќи имав од семејство човек што лежеше кај него и сум презадоволна. Поздрав до вас што ја водите овие емисии што се прекрасни. Ви благодарам. Една молба пред да го поставам прашањето, само кратко ќе брзам. Кога се репризите, бидејќи има многу луѓе кои што сакаат да ги гледаат овие емисии, ама не се во можност на работа. За време на викендот можете да ги погледнете во утринските часови, но сите емисии ги има и на нашиот канал на YouTube Телма амбуланта. Слободно може. Ама има за постари луѓе кои што не работат така. Значи за викендите, така? Значи за време на викендите во утринските часови можете да ја погледнете емисијата. Сега да го поставам прашањето кратко. Повелете. Диабетичар, сум 80 години. Пријам на ксалекибипресо за имам блок на срце и притисок. Сега ме интересира дали сум слушала од некој дека една чашка ракија е добро, дали јас лично за мене треба да земам по една чашка ракија за кога ручам и колку кафиња. Ете, тоа се прашањата. Така, две интересни прашања. Ви благодарам за вклучувањето во програма и пријатен ден. Докторе, ова е исто така многу секојдневно прашање. Дали треба да се зема еве покрај таблетарна терапија и една чашка ракија? Така, јасно е, веќе е втор гледа со исто слично прашање, така. Значи, одговорот е ист.
Господи, алкохолот не се препорачува да се консумира за превенција на срцеви заболувања. Не можеме да го препорачаме како лек. Може да се консумира, меѓутоа не како лек. Сега, пошто господјата е диабетичар, постои директна поврзаност помеѓу неумереното консумирање на алкохол и новонастанат диабет. Мора да го кажам тоа, затоа што диабетот е во позадина на кардиоваскуларните заболувања. Тоа се поврзани. Така да уште една причина да контролирано внесуваме алкохол. Значи, збориме за неумерено консумирање на алкохол. Сите знаеме дека цирозата, болеста на црниот дроб, може да биде предизвикана од неумерено консумирање на алкохол. Сега гојазноста, ајде тоа да го спомнеме. Постои во терминологијата, во жаргонот на народот, пивски стомак. Не е тоа случајно. Стомачна дебелина. Значи, неумерено консумирање на алкохол е поврзано со гојазност, зголемување на телесната тежина. Описот е таков, пивски стомак. Пивски стомак. Значи, сепак пивото може да доведе до таков тип на дебелина. Пивото доведува неумерено консумирање до пораст на телесната тежина. Така. Зашто е тоа така? Затоа што 1 грам на алкохол има повеќе калории од 1 грам на шекер. Па сега има споредба дека една доза на алкохол, дали е жесток, дали е пиво, дали е вино, има калории како да изедете 1 колач. Па сега, ако испиеме 5 пива, како да сме изели 5 колачи. Сакам да кажам, све е во умереноста. Ако консумираме неумерено, имаме штетно влијание на алкохолот. Воспротивно, ги немаме тие штетни ефекти на алкохолот. А кафето, пред да го вклучиме следниот за гледач? кафето заборавивме да одговорам, меѓутоа претходно го кажав истото. Значи, тоа е индивидуално, господјо. Кафето може да не предизвикува никакви ефекти на вашето здравје, тоа вие од ваше искуство. Дали една доза алкохол, кафе, дали 2 дози кафе. Има луѓе кои што буквално една доза на кафе, кофеин во текот на денот, го чувствуваат. Нели можат и да спијат по цела ноќ, така. Тоа е до организмот, така да слободно има некои кои што пијат цел ден кафе и немаат никаков проблем. Значи господјата може слободно да пие кафе, ако не чувствува некои негативни последици од кафето. Нема да има проблем со кардиоваскуларното здравје, нема некои такви студии кои што велат. Повторно збориме за умерени количини. Секогаш за умерени, така. Тоа е како, ајде сега вака да не бидам погрешно разбран, многу ќе наљутам, ама поголема штета е од газираните пијалаци. Затоа што ако прочитаме колку шекер има во чаша Кока-кола, Фанта или било кој од газираните, ќе се изненадиме. Значи, збориме за неколку лажици шекер. Тоа е ако јас ви кажам да изедете 3 лажици шекер, ќе речете, чекајте, зашто, што зборите, тоа не е добро за мене. А пациентите викаат, па пијам дневно по 2 литри Кока-кола. Видете кој е тоа колку е количина на шекер калориско на организмот, за панкреасот, затоа што тоа е тој што мора да го регулира со лачење на инсулини, така да ќе пратам порака внимателно со газираните пијалаци, посебно со истовремено консумирање на алкохол. Затоа што знаеме, нашите, да речем, стари, сакаат да консумираат вино со кисела вода. Така популарниот шприцер. Тие меурчиња што пријатно ни делуваат на јазикот, прават да побрзо се абсорбира алкохолот. Тоа значи дека побрзо ќе стигне во циркулација, во крвотокот. А идејата е да биде разреден алкохолот, но напротив, тоа е се во ред. Побрзо ќе се абсорбира, бидејќи имаме урчиња. Го пролонгирано го внесуваат алкохолот. Значи целта е на таквиот начин на консумирање со мешање на
кисела вода, конкретно минерална вода, е да внесе помала доза на алкохол, да пие подолго време, пред да го има ефектот на алкохолот. Меѓутоа, тие меурчиња овозможуваат побрза апсорбција, така да крајниот резултат е ист. Прашањето е на внесената доза на алкохол. Повторно доаѓаме до истото. Дозата. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до Ќоба телевизија, поздрав до вас, водителката, и поздрав до докторот. Благодарам и јас. Сакам да прашам само едно. Кратко и јасно, со едно кафе, кој би попил или две, дали притисокот со едно кафе паѓа надолу или се покачува нагоре? Едното прашање. А второто прашање ми е, јас лично бев имав инфаркт пред 2 години, ама не сум алкохоличар и одмерак секоја втора ден или трета ден од една чаша и до 1,5-2 крајно со салата. Дали штети тоа или е корисно? Ви благодарам однапред. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Значи, господине, одговорот е корист не успева до сега да докаже науката. Штетен ефект може да има во зависност од состојбата на вашето срце. Пред 2 години сте имали инфаркт, пиете алкохол, не чувствувате последици, вашиот доктор го следи вашето здравје. Ако нема штетни последици, значи безбедно е да пиете 1 чаша или 2 алкохол. Заедно со салата, како што е традиција на овие простори. Не го пиете алкохолот од здравствени причини, него затоа што сака господинот да се напие алкохол. А во однос на покачувањето и снижувањето на крвниот притисок? За кафето е индивидуално. Што споминавте пред малку, како колегите, реагира? например, на Сабајле, кога имаме состаноци, некои пијат кафе за да се разбудат, да им почне денот, да се освестат. Една доза на кофеин не верувам дека ќе влие на притисокот, нити ќе го покачи, нити ќе го намали господин. Тоа е индивидуално, а најверојатно ако претера господинот со повеќе дози на кафе, сега индивидуално ако некој му пречи, па вели и од едно кафе не се чувствувам добро, тогаш не треба да пие кафе. Така, да си го слуша своето тело, така, својот организам. Докторе, споменавте дека повозрастните луѓе алкохолот, виното знаат да го помешаат со кисела вода, со минерална вода, но младите пак алкохолот знаат да го помешаат со енергетски пијалоци. Сега што е со оваа комбинација алкохол и енергетски пијалок? Може ли да направи проблем со срцето? Проблем ако се претера повторно со количината. Тие енергетски пијалоци јас лично не ги консумирам, затоа што натре повторно составот е некои стимуланси. Имате кофеин, таурин, такви некои стимуланси. И во комбинација со алкохол, била дека еуфорично се чувствуваат? Па добро, немам лично искуство, меѓутоа предпоставувам дека ако количината е повторно умерена и сконтролирана, не би требало да има проблем. Меѓутоа, ако тоа се повеќе дози на алкохол со тие енергетски пијалоци, тогаш штетно влијание ќе има секако. И сосема на крај, има ли некој кај кого што никако не препорачувате внес на алкохол? Има пациенти каде што здравјето е засегнато, еве збориме за кардиоваскуларното здравје, кои што имаат слабост на срцето, кои што имаат оштетување на мускулот после прележан инфаркт, кои што имаат аритми, каде што алкохолот може да биде причина да се влошува аритмијата или да ја провоцира да се јавува, така да тие не смеат да внесуваат алкохол воопшто. Мора секогаш со докторот свој да поразговараат и да прашаат дали е безбедно и дали смеат да пијат алкохол. И на крајот од денешната емисија да заокружиме и да заклучиме. Пиете помалку за да бидете поздрави, може така да кажеме? Не можеме да кажеме да бидете поздрави, можеме да кажеме дека можеме да пиеме алкохол безбедно по своето здравје ако се количините умерени. Ги објаснивме количините. Нема официјална препорака пиете алкохол за да пиете за да бидете здрави. Значи таква препорака нема. Значи официјална препорака нема.
оставаме на времето да се докаже корисен ефект на алкохолот врз здравјето, па да го препорачуваме како лек. Но за сега препораките се тие. Пиеме умерено од задоволство. Затоа што сакаме да пиеме. Да се опуштиме. Да се опуштиме. Значи, можеме денот да го завршиме со чаша вино, со едно пивце или пак со ракиичка, на кој како му одговара, така? Така е. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, на вистина еден интересен разговор, докторе. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме повторно секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути.